Добар ден од Куманово. Добро дојдовте на уште една дебата која телевизија Телма заедно со Националниот демократски институт ја организира за локалните избори. Од вкупно 14 пријавени носители на советнички листи за општина Куманово, денеска овде во Занаетчискиот дом во Куманово поканата е прифатија и дојдоа 8 од нив. Поради поголемиот број на учесници, дебатата ја поделивме во два дела со жребка. Правилата им се соопштени на сите учесници во дебатата, а тоа е 1 минута за одговор на прашања, 30 секунди за реплика и уште 30 секунди за контрареплика. И почнуваме веднаш со тоа што ќе ги представам првите кои што во првиот дел ќе дебатираат. Почнуваме со господинот Тома Глигориевски од носител на советничка листа од коалицијата Искуство за успех. Добар ден, добре дојдовте. Добар ден. Продолжуваме со господјата Ивана Ѓорѓиевска од носител на советничка листа од Движењето Знам. Добар ден, добре дојдовте. Добар ден. Господинот Виторио Зафировски од носител на советничка листа за Левица. Добар ден и вам. Добар ден. И господинот Сретен Стојковски, кој што е носител на листа на коалицијата Зелена иднина. Добре дојдовте. Добар ден. Прашањата се сите за исти. Почнуваме со тоа како советници ќе придонесете во Советот да не превладуваат партиските интереси, туку интересите на граѓаните. Почнуваме со вас, господине Глигориевски. Па јас ќе допринесам најповеќе со моето искуство. Затоа и нашата коалиција се вика со искуство за успех. Кавгите кои ще се случуваат во Советот меѓу опозицијата и позицијата прераснува во енормно, ги прераснува рамките на дозволеното и треба да се сопре и Советот да почне да работи во интерес на граѓаните, а не да се води партијска битка и да се бистри висока политика на ниво на локална самоуправа. Несватливо е да за било кој проект кој го предлага позицијата, опозицијата има скрос различито мислење, а од друга страна, за проект кој го предлага опозицијата, позицијата да има скрос различито мислење. Вистината секогаш е негде на средина, таа средина треба да се најде интересот на граѓаните и да се работи според интересот на граѓаните. Ви благодарам. Господин Ѓорѓиевска, повелете. Добар ден, благодарам на поканата. Граѓанска предпартиска интерес. Граѓански предпартиски интерес веќе се остварува во Совет на општина Куманово. Како актуелна председателка може да посведочам дека и како на координации и воопшто на Советот се дискутира отворено за многу теми, се прифаќаат некои предлози што се и од опозицијата. Кавги не постојат, туку постои дискусија која често пати е жестока поради тоа што немавме еден систем за кој претходно беше достапен на претходните председатели на Совет, меѓутоа го набавивме во Совет на општина Куманово, што значи дека не се кавги, туку се дискусија, а зависи од културата на советниците како ќе оди расправата. Имаме граѓански форуми, често пати советниците на Знам, 8 бевме наред, меѓутоа учествувавме во сите дебати, во сите дискусии, како председателка на Совет бев присутна и на сите настани, така што знам што сакат граѓаните во општина Куманово и затоа мислам континуирано тие некои работи да ги поддржиме. Благодарам, господин Зафировски. Благодарам. Вака, бидејќи имаме само 1 минута, ќе бидам краток. Мислам дека општината е знае на моменти да биде сведена на затворен круг и советниците претежно функционираат како партиски активисти во самиот Совет, додека целата поента е тие да се слуги и целата општина треба да функционира како слугинка на граѓаните и на жителите на Куманово. Првиот проект кој што би сакале да го презентираме, кој што мислиме дека природно самиот по себе е граѓански концепт, а тоа е дека проектот е општина, кој што мислиме дека не е доволно дигитализиран, потребна е мобилна апликација, каде што сите потребни информации ќе бидат презентирани како службена табла, како што постои на факултетите,
и секоја новост, информација ќе биде поставена. И самата апликација ќе има форум каде што луѓето директно ќе можат да ги пријават проблемите и тие да бидат проследени. Уверен, господин Стојков. Добар ден и од мене. Коалицијата Зелена иднина ќе зголеми транспарентноста и јавната отчетност. Буџетот на општината ќе биде отворен во реално време по проекти и изведувачи. Секој граѓанин ќе може да види дали каде оди секој денар и по кои критериуми се доделени. Секој тендер ќе почне со проверка на конфликтот на интереси, ранглистите ќе бидат објавени, а роднинските подизведувачи ќе бидат исклучени. Граѓанскиот буџет ќе биде ослободен во делот на средства за малски приоритети избрани од жителите. Повиците ќе бидат јасни, а правилата еднакви за сите апликанти. Дуповите ќе ги објавуваме во архива со компарација старо-ново и јасно означени промени. Интегритетот на раководните лица ќе го гарантираме со јавно пријавување на имотната состојба и годишна проверка. Значи, очекуваме дека идните советници и ние како советници ќе работиме во прилог на граѓаните, а не отчето да го даваме кон партијата од која доаѓаме. Така, реплика се најави госпоѓа Ѓорѓевска, повелете. Дали сум јав според за реплика? Се пријавивте? Се пријавивте, да. не знам Повелете, да. Како треба се пријавам? Еве, во ред, може, повелете. Јас имам реплика до господјата од Знам. Може би Советот функционира добро, декларативно. Меѓутоа, во прашање се проекти кои што треба да се реализираат. Како може, да кажеме, како ќе го реализираме проектот за градинки, кои сите го зацртуваме дека треба градинка, кога кандидатот на СДСМ вика дека во локалитетот Ореов Лат испуштена шанса бесплатно да се добие градинка, а вашиот кандидат вика дека додека е тој градоначалник, такво нешто нема да се случи. Благодарам. Скоро се различити ставови. Ви благодарам. Очигледно дека коментирате ставови на кандидати за градоначалници, а не ставови на советници. Значи може да се задржиме само за развојна програма во општина Куманово, која секогаш не е поставена на седниците на Советот и да дискутираме исклучително само за тие точки. Ова што вие го зборувате повеќе е работа на градоначалниците и оној спор што тие си го имат меѓу себе. Наша работа е да развојна програма, да изгласаме, буџет да изгласаме и да дискутираме за повеќе теми што се наложени од страна на општината. Господин Зафировски, побаравте реплика? Да, само сакам да се надоврзам бидејќи напоменав дека функционира како затворен круг. Поентата е дека планските програми и буџетите во најчестиот број од случаеви се склопуваат само во Советот. Мислам дека граѓаните не се доволно вклучени во процесот и мислиме дека треба да постојат повеќе почести локални референдуми, па и прагот на потреба од локални референдуми да се намали со цел самите жители на Куманово да бидат вклучени во процесот на каде и како ќе се развива Куманово. Може на ова да одговорам? Повелете. Може? Да. Значи, граѓански форуми и приоритети кои презлегуваат од граѓански форуми, на кои често пати учествуваат и советниците и секогаш се поканети, сега добра волја дали ќе учествува или нема да учествува, постојат во општина Куманово и врз основа на тие граѓански форуми секогаш се презлегуваат приоритети кои потоа се реализираат. Може ли реплика и на да искористам? Па, реплицирате сега, така? Не, на Сретен. На Стојковски. Ајде, повелете. Добро. Рече дека не сме транспарентни, општина Куманово не е транспарентна, напротив е седма институција во Република Македонија и навистина се за пофалба. Општинското работење во мандатот на Максим Димитриевски 97,1% е оствареност на транспарентноста и отчетноста, што значи дека секој граѓанин што сака да види што се случува со општинските пари, со парите на граѓаните, кои се приоритетите, може да влезе на сајт на општина Куманово и на сајт за јавни набавки. Продолжуваме со второто прашање. Граѓаните ги посочуваат меѓу проблемите сообраќајните проблеми. Некои делови од општината немаат канализација или пак стабилно водоснабдување. Како советници, како советнички групи, кои проекти ќе бидат во топ приоритети за кои што ќе се залагате во првите 6 месеци од мандатот?
Вториот круг, господио Георгиевска, го почнуваме со вас. Благодарам. Значи, приоритети, прво за мене топ приоритет е урбаниот хаос во Куманово, сообраќајниот хаос во Куманово, затоа предлагаме катна гаража на Чоробенско ќоше. Се чекаше да истече тој договор што го има СИС поставено со приватен партнер. 2026 дефинитивно истекува тој договор и таму тој склоно пладен објект ќе се сруши и ќе се направи катна гаража која ќе го прибере цело овој сообраќајен хаос кој е во централното градско подручје. Приоритет е и продолжување на градскиот кеј од Чоче до Куба, што значи регулација на речно корито и проширување на пешачки зони и зелен појас, продолжување на кејот и детска градинка која веќе е во тек за изработка затоа што имаме голем број на деца што чекаат да се запишат во детска градинка во Зелен рид. Благодарам. Господин Зафировски. Ударните мерки кои што се потребни на Куманово се нов генерален урбанистички план со кој што ќе се гради и надвор од централното градско подрачје. Мислам дека не е доволно тоа само да се зборува. Една иста власт владее во Куманово 8 години, а цело време се зборува само за некој урбан хаос. Урбан хаос постои само затоа што се гради во централното градско подрачје на веќе постоечка инфраструктура која што постои од времето на Југославија. Се користат едни исти градинки, се користат едни исти училишта, се користи една иста канализација, еден исти водовод. Куманово има еден исти генерален урбанистички план веќе 20 години кој што го користи. Имаме населби како што е Гладно поле, кој што пола од патиштата се неасфалтирани и се потребни јаки јавни предпријатија кои што ќе можат самостојно да си ги со нова регулатива законска или како било, кои што ќе можат самостојно да си ги завршуваат своите комунални обврски. Господин Стојковски. Значи, приоритет на коалицијата за зелена иднина ќе биде стриктна примена на законот за зеленило, односно за секоја градежна парцела услов во дозволата ќе биде да има минимум 20% зеленило. А инспекциите ќе проверуваат и санкционираат, што не беше случај досега. Втор приоритет ќе биде раздвојување на атмосферската и фекалната канализација. Бидејќи атмосферската канализација во Куманово е изградена некаде околу 22% и се случуваат ностоп поплави и во планот не е предвидено да се растовари пречистителна станица која и во моментот не е во функција. Значи се трошат огромни средства пари за химикали за третман на атмосферска вода која треба да заврши во реката, а не да се третираат. Нареден приоритет ќе ни бидат безбедни населби и мала со урбанистички приоритет школски улици, зони со 20 км на час и поврзани пешачки велорути за да се намали гужвата и да се зголеми безбедноста. Благодарам. Господин Георгиевски, уште вие? Граѓаните на Куманово имаат исти проблеми и не е чудо што на овие избори различните политички партии имаат, да кажем, во програмата исти работи. По мене, значи прво треба Куманово хигиената се зголеми на високо ниво. Под број 2, кејот прво треба се поправи затоа што тој во функција 20 години и има делови кои што треба да се поправат едноставно, а после во втората фаза да се продолжи кејот до Кумановска бања. Она што треба да се направи првенствено за градот Куманово е да се организира систем на редовно чистење на речното корито на реката Кумановка. Не го исчистивме ние, ќе го исчистиме. Тоа редовно треба да се чисти. Бидејќи е во склоп на кејот. И плюс во склоп на кејот треба да додадеме и нови културни содржини за младите, за постарите лица, да го раздвижиме, бидејќи така веќе до катче кај што многу луѓе го посетуваат. Благодарам, господин Зафировски. Вие веќе се пријавивте, да, и вие, господин Стојковски, и за реплика. Велете. Да, вака, бидејќи проблемот со урбаниот хаос во Куманово е комплексен проблем и мора да се напомене дека и сообраќајниот хаос исто така проблем во Куманово. За урбаниот и сообраќајниот хаос да се реши, Општина Куманово последниве 2 години има потрошено милионски суми за субвенции на јавниот превоз во Куманово.
Тоа се средства кои што може да се искористат за креација на ново јавно предпријатие за јавен превоз, за обнова на возен парк. За сообраќајниот хаос да се реши, потребно е ново јавно предпријатие за патни стази, пешачки патеки, велосипедски патеки. Значи проблемот е повеќе слојен и како таков треба да се третира. Благодарам, господин Стојковски. Реплика на Ивана. Значи, граѓаните не може да очекуваат некој кој што има 8 години власт во градот Скопје, во градот Куманово, да кажува дека Куманово има урбан хаос. Значи, затоа е листата на советници од Коалицијата за зелена иднина со кредибилитет, интегритет и етички квалитети, која што со нови лица ќе ги прекине навиките на клиентелизам, привилегии и однапред договорени тендери. И ќе го реши целиот урбан хаос. Јас имам реплика на господин Вие на крај Стојковски. данес. Вие? Да, на господин Стојковски имам реплика. Добро, ајде господина, може ли прво госпоја одговорам Јорјевска да на одговори, да, репликата, па потоа може, вие, да. може, не, Да. Велете. Значи, милионски суми се потрошени во интерес на сите граѓани. Да направите јавно предпријатие за превоз треба многу повеќе. Колега, ќе видите кога ќе дојдете во Совет и ќе видите колку кошта и еден автобус, а Куманово има 46 села и сите се поврзани со линии со централното градско подрачје. Ако излезете на терен, а верувам дека излегувате, сега ќе видите дека таа мерка е најценета што ја направила општина Куманово во изминатите 3 години, што значи дека се навистина голема потреба. Контрарепика побара господинот Зафировски, повелете вие. Накратко само да, јавниот превоз е потреба, како што реков, во Куманово. Милионските суми кои што се потрошени се суми кои што како субвенции на приватни превозници се дадени во празно. Може би е точно дека е потребна поголема сума на средства за да се направи ново јавно предпријатие со сопствен возен ред, но тоа е долгорочна мерка за која што е потребна визија, а не само за 2 години да дадеме средства и веќе тие да отидат во приватни раце. Господин Григориевски, вие сакавте да реплицирате на господин Стојковски? Господин Стојковски спомна за проблеми кои ги има со водоснабдување. Јас се сложувам. Ќе има, треба да се решава, треба Советот да помогнува. Меѓутоа, по мене, крајно време е Куманово да почне да размислува стратегиски за нови извори за снабдување со вода, да го реши проблемот за наредни 50 години. Нормално, може би нема да биде потребен еден изборен циклус сето тоа да се реши. Меѓутоа, процесот мора да тргне од нула па на натаму, може би за 2-3 изборни циклуса, меѓутоа Куманово мора да добие дополнителни избори за снабдување со вода. Повелете контрарепика. Контрарепика. Ние ги имаме бунарите во Проевце и во Бедиње. Замислете, веќе 3 години или повеќе нема заштитни зони. А имаме лукративни причини на заинтересирани луѓе да градат во тој дел хотелски комплекси за риболов и така натаму. Значи, тука и по 16 месеци од новата власт нема интерес да се реши тој дел. Да се добијат заштитни зони за да не можат бунарите да бидат загадени од некакви активности. Ви благодарам. Реплика? Контрарепика? Значи, 4 години сме локална власт, не 8 и не сме во Скопје, туку во Куманово. Береме овој што е тим на знам. Вие бевте државен инспектор за животна средина, колку што се сеќавам, а тоа би било ваша надлежност да ги заштитите овие околни бунари и оние непроценливи наши извори кои што се битни за водоснабдувањето и во наредниот период, а треба и дополнителни, секако се сложувам. Да продолжиме понатаму. Следното Можеше прашање... на контрареплика. Да не одиме до бесконечност. Не е точна информацијата. Тоа е, елаборатите ги изготвува општината, ги доставува до Министерството за екологија и Министерство за... Ќе имате можност. Следното прашање е поврзано со загадувањето. Така се правилата, една реплика, една контрреплика. Така, да. Затоа велиме да не одиме до бесконечност. Продолжуваме следното прашање. Како советници, како советнички групи, што ќе преземете за, бидејќи Куманово, особено во зимскиот период, се соочува со проблеми со загадувањето и околу дивите депони. Како советнички групи, што ќе предложите конкретно во Советот? Господин Стојковски, овој круг го почнуваме со вас. Благодарам. Значи, Куманово очигледно во зимскиот период е премногу загадено.
нели различни студии покажуваат дека загадувањето е од превозот, од загревање на домаќинствата, но и другите видови на активности како градежните активности имаат големо влијание. Ние во Куманово еве подолг период градежниот шут секаде во нашите простори го расфрлуваме. Дом и Коалицијата за зелена иднина има предлог градежниот шут и габаритниот отпад да се собираат на така наречени зелени острови со селекција. И исто така, потоа овој отпад од градежен шут би требало да заврши на некоја локација каде што може да биде ресурс, а не закана, а тоа е склучување договори со каменоломите кои што ги имаме во издобилство околу Куманово. Благодарам. Господин Глигориевски? Па ја прво ќе предложам да и за воздухот, за водата да одлучуваат стручни луѓе, да дават предлози стручни луѓе на кои што и проекти, на кои што ние советниците треба да изгласаме одлука која е стручно базирана, врз база на докажани проекти во други средини, во други градови, во други држави. Не може баш во најголемо загадување да кажеме општината сама ќе си купи некој ова, ќе прати некој шофер таму, ќе прскат ова. Има и во Куманово стручни групи кои работат на како се вика не ми текнува точниот израз, а во зимскиот период треба да се појача, да кажем, бесплатно јавниот превоз, за да што помалку возила учествуваат во сообраќајот. Да се зголеми бројот на возила, автобуси кои сообраќаат бесплатно. Благодарам. Господин Георгиевска? Благодарам. Општина Куманово е веќе вклучена единствена општина, освен Берово, после нас се вклучи во СЕКА програмата. Тоа е акционен план за одржлива енергија и клима за заштита од загадување. И врз основа на таа програма многу подпрограми се донесени, меѓу кои беше и ова субвенционирање на висококвалитетни клими. Има преку УНОПС беа имаме финансирање и тоа ќе продолжи сега да се имплементира. Прво беа засадени 1800 висококвалитетни дрвја што шират поголема количина на кислород, енергетско ефикасни фасади, панели на крововите и многу ред други работи кои допрва треба да се имплементираат и во училиштата и во јавните објекти кои ги се во општина Куманово, а дополнително гасификација има предвидено за наредните 2 години да се гасифицираат индустријските зони, што значи дека се работи на ова проблематика. Господин Зафировски? Вака, на темата животна средина, првенствено мора да се напомене дека мерните станици се нефункционални и при секој поголем пожар во Куманово ние не знаеме колкава е загаденоста. Потоа дивите депонии, мислам дека од општината се проценети на некои 30, ако не се лажам, додека од независни групи граѓани нивната проценка е над 150 дека постојат. И пак се надоврзам на тоа што го реков дека општината нема слух за граѓаните, а тоа е дека веќе од 2021 постои граѓански предлог за тоа да се користат дронови за наваѓање на диви депонии во Куманово, проект кој што се уште не е имплементиран. И една општина, ако е сериозна за решавање на проблемот со диви депонии со животната средина, тој проблем не се решава со креација на нова депонија, туку се решава како што постојат градови во Шведска или во Кина, каде што тој се преработува во зелен енергенс. Господин Стојковски, вие сакате да реплицирате на господин Зафировски? Да. Токму така, значи сите овие мерки што ги наброја може да се реализираат доколку имаме добар инспекцијски систем. Ние како партија и како коалиција доколку ја добиеме довербата од граѓаните ќе предложиме измена на инспекцијскиот систем, односно воведување на посебен сектор само за животна средина и комунални работи, е инспектор каде што граѓаните ќе можат да пријавуваат. Инспекторите ќе бидат 24/7 достапни, нивните телефони ќе бидат јавно објавени и во рок од 30 минути секој инспектор мора да излезе на лице место при еколошки инцидент. Благодарам. Господин Јурѓевска? Да. Значи, се има план за претоварна станица на депонијата Краста и целиот отпад ќе оди со претоварна станица во Мечкуевско село.
во Свети Николе веќе со градоначалникот е зборено, што значи дека со ГУП-от ќе се предвиди депонија каде што ќе се селектира граден шут. Јас верувам дека ќе се најде и некоја фирма што ќе ги обработува, и депонија за отпадок од животинско потекло, и тоа не треба во општина Куманово, што значи дека со ГУП-от ќе се одредат локациите. Вие сакате контрарепика, господине Зафировски, така? Повелете. Пак ќе напоменам дека нова депонија не е решение. Можеме и сега да видиме кои проблеми се настануваат со депонијата Краста. Таа депонија се пали, значи шутот оди на нивите кои што се активно се користат од страна на населението таму, и затоа и реков дека нови депонии не се решението за да се реши еден таков проблем. Ви благодарам. Следното прашање Контрреплика на Ивана? На господинот Ѓорѓевски. Повелете. На Ивана. Значи, во делот на претоварната станица не е решение ако на ист начин продолжиме да функционираме и се остава отпадот на тој дел. Значи, коалицијата Зелена иднина има план. Овие сите неформални групи кои што вршат притисок врз контейнерите и отпадот после нивната селекција го фрлаат во речното корито на Кумановка, да ги ангажираме да може да прават селекција, така да ќе бидат вработени и нема да вршат притисок врз целиот систем за управување со отпад. Така, продолжувам следното Може сега прашање. да одговорам затоа што не му реплицирав на господинот. Во ред, повелете. Да, значи луѓе што собират пластични флаши, што фрлат, се понудени веќе да работат во чистота и зелено, не прифаќаат, затоа што се тоа социјални случаи кои плюс добивка имаат од оваа селекција. Значи имаме проблем кој треба да се работи институционално, значи и социјалните служби да се алармираат, да се изгрижат, а на ова проблематика со ромското, особено со ромското население, се работи затоа што имаме и стратегија за работа со роми. Следното прашање за транспарентноста. Него искористи само моето право на реплика. Искористи право на контрреплика, но на реплика не искористи. Ако може. Да завршиме сега со овој круг, со овие прашања. Реплициравте сите поеднаш контрреплика. Да. Како околу транспарентноста, како советнички групи и советници, што ќе предложите, што ќе преземете, какви мерки ќе предложите за зголемување на транспарентноста на советот? Како граѓаните да знаат што вие работите и какви одлуки носите? Овој круг го почнуваме со вас, господин Ѓорѓевски. Значи, транспарентност треба да има, меѓутоа ние сме во ситуација да некои викаат да, ние сме транспарентни, а некој друг вика ние не сме транспарентни. Тоест органите, локалната самоуправа или било кој не е доволно транспарентен. Значи, прво треба да донесеме некои правила што се смета за транспарентност, што локалната самоуправа треба да исполни за да на крај на година се направи анализа и се каже овие биле транспарентни, ги задоволиле барањата, критериумите или не ги задоволиле. Дали треба да поднасат извештај секој месец, дали 3 месеци, дали треба да објавуваат јавно тендери, дали седницата на општината, собранието на советот директно што го пренесува, дали мора да се пренесе, дали може да некогаш и да не се пренесе на телевизија од разни ова. Значи прво треба да направиме критериуми и според тие критериуми да заклучиме дека локалната самоуправа, градоначалникот или било која институција била транспарентна во тој период. Господин Ѓорѓевска. Така, веќе го кажав фактот дека 97,1 е транспарентност на општина, тука го вклучуваме и советот на општината. Седниците на советот на општината секогаш се пренасаат лайв, значи имаат снимка, се водат записници, тие записници потоа се доставуваат на сајтот на општината, што значи транспарентност на работата на советот е огромна. Може би за следниот мандат би предложила и снимање на комисиите, па да видите вие како политичките партии се однесуваат, односно граѓаните како се однесуваат на самите комисии, дали се присутни, дали не се присутни, кој за што се залага, дали го усвоиле материјалот, дали погледнале за што ќе гласат на седницата и како дискутираат на комисиите, затоа што комисиите се огледало на нас како советници, како делуваме. Ова што е седница е најчесто за пред народ, за пред граѓаните, иако секогаш мнозинството на советот до сега имало начин и можност да се договори за повеќе одлуки. Благодарам, господин Зафировски. Да, се сложувам дека треба да се снимаат комисиите. Од
позиција на Советот ќе ја држам Ивана за зборите, ова ќе го предложам како прва иницијатива. За транспарентноста, значи за работата на општината потребно е двосменско работење, за да можат граѓаните да имаат поголем пристап до институциите. Самото одржување на седниците треба да биде вон работното време, со цел поголема пристапност секако. Пак и ги напоменам тука локалните референдуми со цел поголемо учество на самите жители. И пак ќе кажам за проектот е општина преку мобилна апликација. Самиот проект е транспарентен затоа што апликациите се познати по тоа што се практични и по тоа што имаат нотификации кои стигаат на самите телефони на сите корисници на апликацијата. Може да постои сегмент форум кој што и треба да постои со цел луѓето да ги пријавуваат проблемите и сите да се вклучени во учеството на работата на општината. Господин Стековски? Значи, во однос на транспарентноста, ако погледнеме работењето на досегашните комисии во општината, ќе видиме дека Комисијата за животна средина и кода не постои. Значи, доколку ние влеземе во Советот, Комисијата за животна средина ќе работи интензивно на сите проблеми во делот на општина Куманово. Значи, ќе воведеме јавност на постигнатите резултати, колку метри канализација, колку дрва се засадени, колку се изречени казни. И овие бројки ќе ги ажурираме на месечно ниво и ќе стојат јавно објавени. Значи, жалбите, приговорите ќе ги се обработуваат со јасни рокови и видливи постапки. Секој тендер ќе биде проверен за конфликт на интереси, ќе имаме ранг листа ќе биде објавена, а роднинските подизведувачи ќе бидат исфрлени. Таму каде што има сомнеш, ќе има автоматска ревизија. Благодарам. Господин Јуркевска, реплика? На кого? Само да посочите за да знаеме кој некого реплицира. Прво на кандидатот за светник, потоа за значи вон работно. Ако може две во едно само да може. Заради времето. Вон работно време не може да се држат седниците, колега. Проблем е кога луѓето имаат, особено се вработени во приватниот сектор, како председателка на Совет сум излегувала секогаш во пресред за да можат сите да бидат присутни на седница, да ја следат седницата, да бидат присутни на координација и сега до повторно ќе кажам, до луѓето што се кандидати за советници зависи многу дали ќе бидат присутни на комисиите и воопшто. Комисија за животна средина беше направена од советници кои се најчесто во опозиција и воопшто не сакаат да работат на ова проблематика. Контрареплика, господин Зафировски? Да, ќе бидам само краток. Вие сте. Ајде. Ќе бидам само краток, ако можат буџетските седници да се држат од, да кажеме, од 10 сабајле до 12 навечер, зошто не би можела и една обична седница да се држи од 5 часот до подосна, со цел луѓето кои што претежно работат во приватниот сектор да имаат можност да гледаат што нивните советници прават, кои што тие ги гласат. Господин Стековски, контрареплика? Затоа, доколку влезат советниците од коалицијата Зелена иднина, седниците за животна средина ќе бидат јавно достапни и присуството ќе биде секогаш нели на ниво. За сите прашања што треба да се разговара, ќе бидеме отворени. Ние и затоа понудивме листа од тројца инженери. Ако ги погледнете листите, ќе видите дека ни една листа нема инженери. Има доктори, има правници, но нема инженери. Затоа сме тука ние, коалиција за Зелена иднина, да ги решиме проблемите за животна средина на Куманово. Ви благодарам. Следното прашање е поврзано со отчетноста, ризиците од корупција. Што ќе преземете во однос на јавните набавки, конкретно во однос на сомнителни јавни набавки, вработување по партиска линија или пак коруптивна активност на некој од вашата партија, коалиција или пак ваш близок? Овој круг го почнуваме, господине Зафировски, со вас. Добро. Вака, на темата јавни набавки, мислам дека првенствено тендер системот сам во себе е проблем и преку законска регулатива и преку соработка со централната власт потребно е да се, како што реков, да се зајакнат јавните предпријатија. Потребни се силни јавни предпријатија на една општина кои што ќе можат самостојно да работат и потребните теренски активности да ги извршуваат сами без потреба од приватни подизведувачи. За поголема транспарентност и со цел избегнување на коруптивни сделки потребно е функцијата градски архитект да се врати на функција на територија на општина Куманово.
со цел самата позиција градоначалник не соодветствува со тоа да се подпишуваат нови дупови, тоа треба да го прави стручно лице со својствена комисија, со цел ширењето на градот и новите дупови да ги извршуваат луѓе кои што се, мислам, за тоа завршиле, за тоа се стручни. Благодарам, господин Стојковски. Коалицијата за зелена иднина за зголемување на транспарентноста и јавната отчетност, како што кажав и претходно, ќе имаме на листата советници кои што се со интегритет, кредибилитет и етички норми, и со тоа ќе покажеме дека сите избрани и раководни лица ќе мора јавно да го пријават својот имот и нивна годишна проверка. Граѓанскиот буџет ќе мора да ослободи средства за малските приоритети, за да можат жителите да ги реализираат нивните барања, а правилата ќе бидат еднакви за сите што ќе аплицираат. Вака локалната заедница ќе управува реално, видливо и ќе имаме подобрување во делот на транспарентноста и јавната отчетност. Господин Григориевски, вие сте следен. По мене законот за јавни набавки донесен за прв пат во далечните 2003-2004 година, значи повеќе од 20 години. И спроведувањето на јавните набавки по тој закон, самиот тој прави мрежа за корупција. Најефтина цена, она услови, у старт се пропишуваат условите за веќе однапред определен субјект кој ќе го добие тендерот. Значи, треба скроз законот да се измени, па после врз база на решенијата на законот да почне строга примена на тој нов закон. Второ, во законот, тоест во спроведувањето на јавните набавки, многу поголем удел кој ќе го добие тендерот треба да има квалитетот на изведени работи. Со сегашната само цена и од цена се потрошат пари, а тоа што се направи до година пак треба да се прави. И се вртење у круг. Благодарам, господине Отчетност, ризици за корупција, веќе општина Куманово е вклучена со NDI во проект кој работи на повеќе нивоа, вклучувајќи го и Советот, и мислам дека сме на добар пат голем дел од работите да се доуредат. Што се однесува до Законот за јавни набавки, апсолутно се согласувам. Најниска цена не треба да биде ниту во еден случај критериум, туку најдобра понуда, затоа што таа најниска цена најчесто дава лош квалитет, па потоа имаме дополнителни некои барања од страна на изведувачите и пак не е добро реализирано како што сакаме ние и како што сме замислиле. Надзорот е многу битен овдека, кој е исто така се добива на јавна набавка, а всушност треба да го контролира квалитетот на изведувачите. Што значи дека ова што го рекол... Добро. Ви благодарам. Имам уште многу малку време од оваа емисија, ве молам, кој има... Вие се пријавите, господин Григориевски, да? Вака само не се надоврзав на темата која што напоменавте, партизација во јавните установи. Мислам дека еден горлив проблем не само во Куманово, туку и во целата држава е постојањето на вршители на должности директори кои што перпетуално се одржуваат во општина Куманово. Мислам дека тоа треба да се промени. Потребни се стручни директори во својата област на јавните предпријатија, потребно е синдикализација на јавните предпријатија со цел вработените да имаат моќ во одлуките на својата јавна предпријатија. И нема вечер. Господин Стојковски, што? Во однос на Законот за јавни набавки, тој не е така лош направен закон, туку треба подготовката на тендерската документација да се направи квалитетно. Јас од моето искуство и коментарите што се во јавноста, сите јавни набавки се оптоварени со 20 и нешто повеќе посто провизии, така да доколку ние сме советници ќе дишиме во вратот на градоначалникот и нема да дозволиме да имаат толку високи цени тендерските постапки. Уште господин Ѓорѓиевска, повелете? Значи, во јавните предпријатија има и управни и надзорни одбори, кои органи, кои јас гледат работата на
директорите. Да, се сложувам дека директорите треба да бидат соодветни за улогата што ја вршат и да бидат професионалци. Меѓутоа, не секој директор може па да одговори на функцијата која е и затоа се најчесто оние ВД директори кои најчесто трајат по 6 месеци. 20% провизија, ова е веќе крив обвинување на општинската власт, значи треба да го потврдите, не само да го зборувате за пред камери. Ви благодарам многу за вашето учество во денешната дебата. Со ова завршува првиот дел, односно првата група на учесници во оваа дебата. Продолжуваме со втората група. Продолжуваме со изборната дебата овде во Куманово со носителите на советнички листи. Да подсетам дека од 14 мина пријавени кандидати носители на советнички листи, 8 мина потврдија присуство и дојдоа денеска овде во Занечискиот дом во Куманово. Во втората група се господинот Томица Илик, носител на советничка листа на коалицијата предводена од СДСМ. Добар ден. Добар ден. Господинот Владимир Михајловски, носител на советничка листа на коалицијата предводена од ВМРО ДПМН. Добар ден, добро дојдовте. Добар ден, добро дојдовте. Господинот Иван Петковски, група избирачи. Добар ден, добро дојдовте. Добар ден. И господинот Маријан Пешевски од група од независната листа Македонска ера. Трета, добар ден, добро дојдовте. Добар ден. Почнуваме со прашањата поврзани за транспарентност и корупција. Што ќе преземете ако забележите сомнителни јавни набавки, вработување по партиска линија или пак коруптивна активност на некој од вашата партија, коалиција или пак некој ваш близок? Господин Илич, почнуваме со вас, овој круг. Ви благодарам на прашањето. Значи, кога станува збор за корупција, ако се покаже некава сомнителност, секој нема останам лично нем, тоа го зборувам јас и верувам дека така и цела советничка група на СДСМ ќе биде, ќе пријавиме и директно ќе се спротивставуваме на такви појави. Во однос на јавните набавки, сите го зборуваат тоа дека и законот сам за јавни набавки е проблематичен и така натаму, но мора да се работи по тој закон, како и да е. Тука многу е битно да ги поттикнеме вклученоста на граѓанските организации, да и тие малку повеќе ги пратат самите јавни набавки, кои фирми се пријавуваат на тие јавни набавки, како се пријавуваат, зошто тие тендерите, како се распишуваат, дали има некои специфични услови заради кои одредени фирми најчесто ги добиваат тендерите и така натаму. Во однос на вработување, дали ќе се во јавни предпријатија, дали во општина, значи си има управни одбори кои што ги бира Советот и нивната работа се знае, тие претходно се треба да помене управен одбор за да стигне до Совет и тие луѓе директно одговараат пред Советот и тие треба да ја знаат најдобро ситуацијата внатре. Тука ќе работиме да имаме квалитетни луѓе во управни одбори да се изберат, кои што сите тие потреби за вработување, систематизации максимално ќе ги пратат и кога ќе дое нешто на Совет, да и ние самите бидеме сигурни дека тоа е тоа. Благодарам. Господин Михајловски. Многу ми е драго што дојдовме на мојата тема. Ќе продолжам да бидам она што сум, адвокатски ќе пристапам на се оно што ќе го забележам како евентуално коруптивно однесување. Значи, ако збориме за тендерската документација, има надоградување во Законот за јавни набавки, има известни ограничувања, има видливост на оно што е сетирање на некакви, потенцијално сетирање на некакви постапки. Секое нереагирање представува кривично дело, така апсолутно институционално ќе реагирам, а по однос на вработувањата, така да мислам дека во тој дел ќе имаме среќа да немаме такви ситуации. Мислам дека легитимни ќе бидат критериумите и ќе тежнам кон правишност при поставување или евентуално согледување на некакви спорни критериуми. По однос на вработувањето, па и она што го кажа колешката Ивана за стручните кадри, раководните кадри, компетенциите се врховен приоритет, односно референтот по кој треба да се одлучува за секое вработување и за секое дејствување. Господин Петковски. Во однос на корупцијата, јавните набавки и вработувањата, тие одат рака под рака со партизацијата на општината и јавните предпријатија, така да ние тука ќе одиме во комплетно
различна насока со тоа што на раководните позиции и директорските места ќе бидат изберени не најзаслужните партиски кадри, иде паче на плакати, тука ќе одиме кон избирање на врвни професионалци кои што се докажани во областа со која што треба да раководат, за да самата контрола биде граѓанска. Тука ќе одиме и во друга насока кај Комисијата за урбанизам, каде што ја воцираат голем дел од граѓаните и корупцијата, да самата Комисија за урбанизам биде експертска и покрај 3 члена што се по закон внатрешни, да бидат 4 надворешни члена од експертската област. Ќе одиме во консултација со проектантските бирова, градежниот факултет и експертите од градежните предпријатија, за да имаме што помалку простор за корупција и нелегални работи во самата општина. Господин Пешевски. Што се однесува до изборот, ова како се вика, за корупција и за отчетност, значи корупција секојаш имало и мислам дека тоа не е јасно на сите нас, но треба како советници сите заедно да се сложиме и да најдеме начин како тоа ќе може да се скрати и да не постои. Значи да нема. Колегата Владо рече, постои закон за тоа, значи постојат институции и постојат органи кои треба благовремено да реагират на секоја таква појава. Сега, што се однесува до второто, значи до стручност и управа на, ќе бараме строго стручни и квалитетни кадри и квалитетни лица кои ќе бидат поставени во управни и надзорни органи за да може работата да биде правилно извршена и за да може да нема никакви неправилности. Добре. Ако нема барање за реплика, продолжуваме со следното прашање. Односно транспарентноста, Советот носи важни одлуки за граѓаните. Што ќе направите за тие да знаат што работите, како ќе доближите работата на Советот? Овој круг го почнуваме на господин Михайловски. Предпоставив заради оно што претходно го следевме. Вака делот во овој контекст делумно е одговорен од мојата колешка Ивана, така да надоградување на тој систем на објавување на одлуки би бил некаков приоритет, но оно што сметам дека исто така е од големо значење е да граѓаните имаат поголем пристап до советниците како некој што нив објективно ги представува во Советот, кој е некој нивен репрезент, и во тој дел би иницирал скромен проект што е одржлив, барем за нашата советничка група, ние ја нарековме ваш советник, а тоа е секогаш достапен советник за пријавување на евентуални недостатоци во контекст на потенцијални идни решенија и согледување на некои работи кои не функционираат. Така да делот со сајтот на општината е функционален, мислам дека може да се подобри, но достапноста на советниците и честното разбирање на потребите на граѓаните е некоја објективна потреба на која ќе работиме. Благодарам. Господин Петковски. Во поглед на тоа, наредниот совет го гледам со поголема агилност, контрола и да служи како коректор на градоначалникот. А во поглед на мерките кои што ги предложуваме, ние имаме повеќе мерки и тоа една е отворено Куманово дигитален портал на кој што ќе ги имаме сите трошоци, извештаи и договори, потоа буџет за граѓаните, тоа му дојде визуелно објаснет буџет на граѓаните, транспарентен, кој што ќе биде достапен во печатена форма, исто така и онлайн, граѓански форум на избраните представници, месечни јавни средби на избраните представници со граѓаните, и исто така антикорупцијски протокол на локално ниво со јасни механизми и протоколи за спречување на корупција на локалното ниво. Благодарам, господин Пешевски. Што се однесува за оваа тема, значи ја како советничка група и како председател и носител на листа за советничка група би изразил благодарност до колегите што го кажа претходно, бидејќи тоа е основата на работата на целиот совет. И на тој начин само можеме да постигнеме благодарност кон граѓаните и нивна отчетност за тоа што транспарентноста према нив треба да биде 100% искрена и едноставно односот за нивните услуги уствари
Добро, толку ќе биде. Благодарам. И господин Илич, вие? Па вака, одлуките кои што ги носи Советот не ги споредува градоначалникот и најбитно е да дава отчет градоначалникот пред советниците што има сработено. Значи, во овој состав на Совет сега што беше, ги прате седниците, многу ретко градоначалникот присуствуваше на потребите седници кога се зборуваше за квартални извештаи, на извршување на буџет, каде што можеше да се разговара што и како има направено, зошто нема направено, зошто некои проекти не се реализирани, се префрлаат во друга година и така натаму и така натаму. Тоа е слабост на претходниот состав на Совет и на мнозинството кој што дозволуваше такво однесување, каде што немаше отчет пред самите советници, а со тоа и пред граѓаните, бидејќи има преноси директни на седници. Во однос на тоа како ќе работиме, пред 5 години е променет статут на општина Куманово и е внесен форум на заедници. Во буџетски календар во месец септември треба да се одржува форум на заедници, тоа е предвидено со статут, тоа не се одржува и тоа е намерно направено. Сега ние тука може да зборуваме за ќе се сретуваме со луѓето и така натаму и така натаму. Статут на општина Куманово е подзаконски акт под кој работи општина Куманово и тоа мора да се свикува и тука сите граѓани ќе можат активно се вклучат во креирање на буџетот. Благодарам. Дали бара некој реплика? Само една работа ви кажал, ако може. Конструктивна реплика, не е деструктивна. Оно што сметам дека треба да биде приоритет на секоја советничка група и на секој советник, целиот фокус на работење, односно доминантно фокусот на работење да биде препознавање на проблемите, нивно предлог за давање предлог за нивно решавање и решавање. Техничкиот дел е нешто што е техничко, што на кое што треба да се работи, но суштината е работата. Контрреплика на кого? Реплика на Владимир само. Да, поведете. За предлогот ваш советник, тоа веќе го има, сајт на општина ги има советниците и тоа беше дел од еден проект од пред неколку години, но од некои причини не профункционира во однос на тоа да може просто се контактираат советниците, да има телефонски број, мејл, да има контакт со нив. Само беше направено тоа на сајтот, поставено и никогаш презентирано пред граѓаните за да можат советниците да бидат контактирани. Овој состав на Совет сега мислам дека воопшто тоа и не го знае и го занемарил воопшто дали ќе функционира. Не треба нешто да внесуваме што веќе го има, а намерно изоставено од функција во општина Куманово. Поведете. Интенцијата ми беше, се служуваме, интенцијата ми беше дека советничката група, дури индивидуално, тоа практично ќе го реализира, ништо друго. Благодарам. Следното прашање е поврзано со животната средина, загадувањето. Куманово, општина Куманово во зимските месеци особено има загадувањето е повисоко. Како советнички групи, како советници во Советот на општина Куманово, какви мерки ќе предложите во првите 6 месеци од мандатот и околу загадувањето и околу дивите депони? Господине Петковски, овој круг го почнуваме со вас. Благодарам. Загадувањето е еден од најголемите проблеми не само на Куманово, туку и на поголемите градови во Македонија. Во поглед на загадувањето и на не само на воздухот, почвата и водата, имаме низа мерки кои што би ги предложиле. Ке стартуваат со селектирање, сортирање и рециклирање на отпадот за да добиеме почист град, почиста средина каде што се движиме. Во руралните средини ќе одиме со пластични подземни контейнери, септички јами кои што ќе се празнат од јавното предпријатие и ќе се носат во пречистителна станица за зачувување на почвата и на водата во тие подрачја. Во поглед на аерозагадувањето ќе одиме со маркирање на поголемите загадувачи, дали користат филтри, намалување на сообраќајниот метеж во централното градско подрачје. Исто така згодемено користење на јавниот градски превоз, подобрување и осовременување за да се користи почесто него самите возила на граѓаните. И исто така би оде како последно со едукација на самите граѓани за користење на сите овие алтернативни методи на транспорт со се со цел подобрување на нивното целокупно здравје. Благодарам. Господине Пешевски. По однос на ова прашање, значи како советничка група стоиме поза тоа дека Куманово мора да биде чист град, мора да има да нема аерозагадување и мора да има рециклирање и класифицирање на секој вид на отпад што го изфрлат нашите сограѓани, за да може правилно и точно да биде складиран и уништен како што треба или отстранет како што треба.
изградба на пречистителни станици, повеќе зелени зони и намалување на сообраќајот во градската средина, во централното градско подрачје. Ви благодарам. Господин Илиц. Кога ги погледаме програмите на сите листи, на сите партии, тука сите се сложуваме дека има енормно загадување, посебно за амбиенталниот воздух. Значи, оно што е најбитно, да имаме функционални мерни станици, во реално време се знае колку е загаден воздухот, за да бидат навремено известени луѓето, тоа сега го немаме. И тоа ќе биде еден од приоритетите да се направи. Дивите депонии секако ќе треба да се исчистат и да се најмалку посадат дрва таму, за да тој простор биде зафатен, да се даде една слика што треба да биде, не да бидат депонии, туку да одиме раззеленување. Ние имаме програма Зелен мастер план да направиме попис на сите зелени површини во Куманово, паркови, дрвореди и така натаму и да ги зголемиме тие површини. Во делот на отпадот, пред се комуналниот отпад, сериозно треба да се размислува што ќе се прави со јавното претпријатие Чистота и зеленило, кое што е во многу тешка ситуација, за да може ние да селектираме, да рециклираме отпад, нас не треба прво да имаме функционално јавно претпријатие, кое што го немаме. И на крај нови сообраќајни решенија секако пред се за централното градско подрачје. Благодарам. Господин Михајловски. Оно што сметам дека е суштествено, да имаме обврска од физичко чистење на градот, така да механизмите на контрола на работата на јавното претпријатие, кое се сложувам со колегата Томица дека навистина е во незавидна состојба, механизмите на контрола на Советот апсолутно ќе ги активираме и ќе бараме реализација на програмите за кои се по основ на кои се работи, по однос на сериозните проекти за објективно намалување на загаденоста. Ќе инсистираме да се целосно реализираат проектите за кои веќе има и обезбедено средства и се веќе во изработка, гасификацијата на делот јавните институции, државни институции и делот на селбите кои се предмет и евентуално субвенционирање. Постојат, како што кажа колешката Ѓорѓиевска, и субвенционирање и за климите и за приклучоците, тоа ќе се интензира и продолжи, и рециклацијата, затоа објективно е тешка. Треба да се размислува на јавно-приватно партнерство за правно лице кое би се бавило со рециклирање на отпад, но во секој случај во координација со експертската јавност на таа тема. Се извинувам што продолжив. Ви благодарам. Дали има некои барања за реплика? Продолжуваме со Може реплика? Може, да, повелете. На Владимир, значи и до сега требало нешто да се преземе. Се надевам дека сегашната советничка група на ВМРО ќе биде многу проактивна во тој дел кога се во прашање на предпријатија, бидејќи сега како дел од власт многу малку работеше, помагаше во однос на ситуацијата со која се наоѓа ЈП Чистота и зелени во Куманово. Ве држам за збор дека во наредниот мандат ќе бидеме јас и ти заедно, дека нема да дозволиме вака да се остават предпријатијата сами на себе. Вака ќе кажеме на реченица. Благодарам, се сложувам што сме конструктивни во намерите, така да сега сум сигурен дека апсолутно влијание ќе има советничката група на ВМРО ДПМН и верувам дека сите конструктивно ќе разговараме и ќе решаваме на оваа тема. Господине Петковски, вие баравте реплика? Чисто конструктивно само да се доискажам, ако сме веќе кај рециклирањето, рециклирањето на отпад, ние предвидуваме да се носи во рециклажни центри, каде што ќе се рециклира и ќе се добива одреден приходи за самата општина. Се сложувам за јавните предпријатија дека се пред колапс, се од лошото менаџирање. Тука реков кое е нашето решение со избор на менаџери, а пред се ќе мора да се направи едно скенирање колку оперативен кадар имаме во однос на преобемната администрација. Исто така би сакал само да кажам и за отпадот, секое барање за реновирање и градба ќе оди со барање до општината со изработка на план како ќе се изменаџира отпадот и со барање до јавното предпријатие да го изнеде градежниот отпад, шутот и електронскиот отпад на соодветни депонии, не на диви депонии. Благодарам. Господин Пишевски? Да, значи, максимално ќе се залагаме за останување на овие постоечки диви депонии во согласно со законот како што оди. И мислам дека ова што сега го кажа колегите е во суштина она што треба идниот совет да го спроведува во интерес на нашите граѓани на град Куманово. Го заокруживме ова прашање.
Следното е околу дел од проблемите на граѓаните, се жалат на проблеми со сообраќајот, со метежот, со паркинзите, некои делови од општината дека немаат доволно канализација, стабилно водоснабдување. Кои ќе бидат вашите топ приоритети кои што ќе ги предложите во почетокот на мандатот во однос на кои проблеми на граѓаните? Господине Пешевски, овој круг го почнуваме со вас. Пред се, значи прво што би направиле тоа е реконструкција на постоечата инфраструктура, бидејќи стварно сите знаеме колку години е наместена и како реагира и колку е квалитетна, така да секојдневно се соочуваме со многу проблеми, дали од проблемот тип на бушена цевка, бушотини, незакрпени патишта после тоа. Значи, мора на секој начин да се најде, да се застане директно, значи да имаме квалитетна вода, квалитетен воздух и да нема загадување. Тоа е отприлика оно што може за почеток, после ќе. Господин Илич? Значи, прво, вака, во однос на топ приоритети, како советничка група ќе предложиме времен буџет, бидејќи сега оди буџетирање. Времен буџет да се види што е тоа што до сега го има смислено администрацијата и како го има смислено. Се наработи по налог на сегашниот градоначалник, само се гласа, ние сме нови ќе биднеме да видиме што е тоа што има смислено и што ние ќе метнеме во развојна програма и во останати програми за работа на совети на градоначалникот. Зошто го зборам ова? Ако сакаме да настапиме еднакви со граѓаните, има време, буџетот не мора да се изгласа до 31 декември, има уште 3 месеци, ќе седнеме, ќе ги разгледаме програмите, буџетот и ќе видиме што се приоритети. Имаме многу започнати проекти сега кои што наводно ќе се завршат некогаш во Куманово, како што е малиот градски плоштад и останати кои што уште не се завршени, не знаеме колку пари влечат и што влечат од буџетот, не ја знаеме реалната ситуација каква е воопшто на Куманово и затоа тешко е сега да зборуваме дека ние ќе градиме канализација и вода ако самите советници прво не знаат што ќе ги чека во самата општина Куманово. И нормално да се види до каде работата со генералниот урбанистички план, како е позиционирано, кој правец ќе се развива Куманово и ајде да не земам повеќе време, ќе се вклучам со реплика. Благодарам, господине Михајловски. Така, ќе се надополнам, ќе се надовржам малце на колегата Томица, значи вака, оно што е канализацијата, нешто што е суштествено за сите граѓани да го имаат чувството на припадност во урбана градска средина е да ги имат условите, односно предусловите за функционирање, така да имаме објективна обврска, не дека ќе изградиме можеби целата, но да се заземеме за обезбедување на услови за сите апсолутно е неопходно. Дури да се ревидира онаму каде што е спроведена нефункционална или спорна е функционалноста, и тука имаме обврска да ревидираме, без оглед кој со кого коалицира, без оглед кој на кој став е. Оно што е исправно е, ако сме вложиле средства и ако е нефункционално нешто, треба да се коригира. По однос на паркинг, мислам дека една од најголемите проблеми со обраќањето метеж, нужно е подземна или надземна една или две гаражи првенствено, а подоцна со завршување на ГУП-от кој е во некоја медиум фаза, да правилно го организираме просторот, со што ќе се створи потенцијално простор за функционирање, дишење на градот. Благодарам. Господин Петковски. Да, нашата програма на граѓанската иницијатива Ред за Куманово почива на неколку стобови. Тоа чисто, уредно, функционално, безбедно Куманово, живо Куманово и Куманово како спортски град. Така да секогаш ќе се држиме до таа програма. Делот од менаџментот на отпадот и уредувањето на градот го фативме. Значи, само ќе продолжам со менаџирање на сообраќајниот хаос во градот. Први на ослободување на тротоарите за нормално движење на пешаците, велосипедски патеки, физички одвоени од коловозот и поврзани за да можат граѓаните да ги користат, со што ќе се намали сообраќајниот метеж. Потоа би одел понатаму на подобрување на јавниот градски превоз, со нови екобусеви со GPS уреди кои што ќе може да се пратат во реално време од граѓаните на мобилна апликација, кои што ќе имат рампи за лицата со попреченост и кои што ќе имат камери за безбедност на граѓаните. Понатаму би одаде за сите оние уредени површини
да не бидат предмет на вандализам и несовесно однесување, ќе поставиме камери, дали тоа ќе бидат на КЕОД во соработка со МВР, за да самата опрема, урбана опрема што биде поставена, не биде уништувана во најкраток можен рок. Добро, повелете дали има некој... Да? Реплика, значи, во делот на подземна инфраструктура, дали ќе е канализација, водовод, сигурно дека треба да се обезбедат сите услови на сите граѓани на Куманово. Значи, далеку од тоа дека ние не сме за тоа, но пак ќе се повторам, не знаеме како што е предвиден буџетот. Значи, во први неколку месеци ние не може да гласаме некоја развојна програма која што не е ни јасно кој како зошто ја направил. Затоа ќе предложиме времен буџет и ќе веземе стратешки каде најнеопходно прво да се гради канализација, дали ќе водовод, атмосферска и така натаму. Во однос на сообраќајниот хаос, секој дека ГУП-от ќе приложи некои своји решенија сообраќајни, но мора за централно градско подрачје се најде некој сообраќајно решение кој што ќе го растрети од сообраќај и да имаме поефикасен, понавремен, посовремен градски превоз, за да сакаат да го користат сите граѓани. Се дават огромни пари сега за градскиот превоз, но сите граѓани не се во можност да го користат. Затоа се користат премногу коли и самото централно градско подрачје е преоптеретено. Благодарам. Сакавте контрреплика? Да. Повелете? Реплика, не е контрреплика. Чисто да се надоврзам на оно што кажа колегата Владимир, за посебно за граѓаните од руралните средини, од приградските средини. Срамота е во 21 век во земја која што е членка на НАТО и која што претендира да стане членка на Европската унија, голем број на граѓани да живеат да ги немаат основните услови на живот. Значи тука зборуваме за немање на водоводна и канализациона мрежа, асфалтирани патишта и осветлување. Тука ќе ги роцираме и главните проблеми и нашите приоритети за решавање во наредниот состав на Советот. Благодарам. Господин Михайловски, вие се пријавивте исто така за реплика? Па да, токму тоа е поентата. Нашата обврска е да му служиме на овој народ, да ги согледуваме проблемите и да ги решаваме. Така да, што поинтензивно работиме на тоа подобро, дури и по потреба да ревидираме дел од проектите и да видиме дали оние зелени автобуси може да се употребат, тоест да се субвенционираат со некои средства што можеби не соодветно се трошат во овој момент. Ама тоа би било предмет на дискусија дополнително, но со конструктивни намери, не со деструктивни. Сакате и вие благодарам, добро. Како советници во Советот, како ќе придонесете да не преовладуваат интересите на партиските, туку интересите на граѓаните? Овој круг го започнуваме, господине Михайловски, со вас. Ви благодарам. Јас имам среќа да сум припадник на политичка партија ВМРО-ДПМН, која основна и сериозна карактеристика, посебно во минатото, па и во сегашноста, е работата и интензитетот и капацитетот на решавање, согледување и интервентно решавање на проблемите. Така да, во тој контекст, работењето, мислам дека е наша основна карактеристика и правичноста и транспарентноста е основна карактеристика и бирањето на соодветноста на кадрите е основна карактеристика. Така да само ќе го продолжиме тој правилниот континуитет и мислам дека изборот на советниците кои се на советничката листа апсолутно корелираат со она што е генералната политика и на владата и на нашата политичка партија и мислам дека сите овие индивидуално определени луѓе, реализирани со интегритет, ќе бидат на висина на својата задача како доминантен представник во Советот. Ви благодарам, господин Петковски. Со самото тоа што сум носител на независна листа, која што ставена исклучиво од истакнати граѓани на Куманово, врвни интелектуалци и докажани професионалци во своите области, а не од партиски членови и партиски кадри, ви го дава одговорот на ова прашање. А во поглед на наредниот Совет, јас можам да кажам дека конечно очекувам лично дека тој ќе излезе од партиските оквири и од диктатите на партиските централи и ќе работи заедно и сложно само во насока на интересите на граѓаните. А во поглед на тоа ќе поддржам секоја иницијатива, одлука и секое гласање кое што ќе оди во корист на граѓаните, без разлика дали тоа е партиско или не партиско, со тоа што очекувам дека и партиите, без разлика кој ќе го има мнозинството во наредниот Совет, работат исклучиво во интересот на граѓаните, затоа што вака повеќе не оди. Господин Пешевски, повелете?
што се однесува до ова, значи се сложувам со претходните колеги. Значи советот треба да биде пред се граѓански, не партиски, треба да биде конструктивен и во интерес на работа на граѓаните, а не на партиите, да ги спроведува интересите на граѓаните, бидејќи тие не бират нас, а не ние нив. Едноставно, ќе се залагаме за максимална отчетност и транспарентност кон сите нив, кон сите тие наши бирачи и кон сите тие наши поддржувачи за ова работа. Значи, советот треба да има отчетност, советот треба да биде транспарентен и советот треба да биде во функција на граѓаните. Господин Илич? Па, мислам дека веќе се сложиме со останатите носители и денеска дека ги таргетираме истите проблеми и мислам дека во наредниот совет, колку и да биде колоритен различни политички партии, ние ќе имаме потреба да се сложиме да работиме заедно во интерес на граѓаните, бидејќи основата на едно демократско општество ќе треба да покажеме пред се на локално ниво тука во Куманово, нас граѓаните директно не бидат и секојдневно ќе бидат во контакт со нас. Мислам дека е дојдено време малку во тој дел во политичкиот систем, после локално ниво да дојде некоја промена во историја, малку тркалото да заврти на напред, да не се веќе враќаме на назад само и да го подкупуваме секој едно, да нема повеќе гласања во совет во интереси на лични на одредени луѓе, дали ќе се тоа дупови, дали некои други работи. Значи, ако се заземеме, ние секако дека ќе успееме. Како СДСМ, гарантирам дека ќе соработуваме со сите политички партии кои што ќе сакаат да работат во интерес на граѓаните. Еднаквоста, солидарноста се основните начела на социјалдемократијата и мислам дека тие ќе преовладуваат и во наредниот совет. Дали ќе го искористите правото на реплика, на дополнување, со оглед на тоа дека ова е последното прашање? Вака, да, би сакал да го искористам. Многу ми е драго што гледам конструктивна атмосфера кај сите колеги што дебатираме денеска. Гледам објективно препознавање и во контекст на тоа верувам дека сериозно и квалитетно ќе работи идниот совет на општина Куманово, со тоа што сакам само да надопелнам дека освен што приоритет и интерес се апсолутно нивелирање на сите категории на граѓани, без оглед на оно што го спомнав канализација, неканализација, периферија или централно градско подршје, дури евентуалните попречености, дури партиските, дури економските или друг тип на определби, да не зборувам за верски, апсолутно не смеат да бидат пречка и сите апсолутно треба да бидат интегрирани за да го почувствуваат бенефитот на урбаното живење. Господин Петковски? Ајде, нека биде еден судимат од кажаното како една порака до граѓаните. Би сакал прво да гласаат по слободна волја и по собствен избор. Не како што им кажуваат други или луѓе кои што два пати во годината доаѓаат во Куманово, затоа што тие живеат тука, нивните деца тука одат на училиште, тука живеат нивните фамилии. И втора работа која што би сакал да им кажам, да не 19 ќе дојде и ќе помине и втори. Да не дозволат политиката да ги подели, да останат сложни, затоа што и по овие датуми ќе останат да живеат со истите луѓе ќе газат истите улици, со истите луѓе ќе се сретнуваат и истите ќе им бидат комшии. Благодарам. Господин Пишовски? Се сложувам исто со колегата. Значи, наша порака до сите граѓани е дека овој совет ќе работи максимално посветен во интерес на граѓаните и само со таа цел се кандидираме за да бидеме нивни слуги, а не нивни, да кажеме, мачители. Што е... Благодарам. И господин Илич? На крај, јас сум сигурен дека овој нов состав на совет ќе донесе нови времиња во локална самоуправа Куманово, ќе донесе некои нови трендови кои што ќе продолжат понатаму. Соработката на политичките партии на локално ниво мора да постои без разлика дали се опозиција и позиција, ако навистина го гледаме интересот на граѓаните. Ако сакаме да настапуваме поединечно за своји интереси, за 4, за 5 години доаѓаме на политичка сцена и еден ден сите ќе си одиме. Мислам дека е време да оставиме некоја трага која што ќе остане забележана и впишана во Куманово. Се надевам дека со овој совет ќе бидеме ние тие кои што ќе направат нов почеток во Куманово.
Ви благодарам. Со оглед на тоа што истите овие прашања ги доби и првата група кандидати за носители на советнички листи. Овде ја заокружуваме оваа дебата. Ви благодарам што бевте дел од неа, што учествувавте. Вам почитувани, ви благодарам што сте со програмата на Телма. Останете, следуваат уште изборни дебати.